Благодарам, господине Минов. Сега доаѓајќи навака и во салава се обидувам да погледам дали колегата Панчи Иванов е тука. Не е тука, но колегата Аги Муртезанов е тука. Јас би сакал да замолам колегата Муртезанов барем да гласа за овој амандман, иако не се однесува за Велес, се однесува за Тетово, а да го поврзам тоа со актуелна ситуација која што се случува во моментот во Велес. Во мојот град, да ви кажам искуство. Значи, вие зборувате за нешто што како проекција треба да се направи во Тетово и така натака, за да се заштити во иднина. Јас ќе ви кажам актуелно сега што се случува. Значи, неколку месеци, повеќе месеци наназад, една фирма во Велес, чиј сопственик во минатото беше многу близок до ВМРО-ДПМН, ама во меѓувреме стана многу близок до СДСМ, го загадува целиот град. Целиот град. Последните неколку денови, недели, таа фирма не го загадува градот, туку го прави црнила градот. Значи, буквално, ќе треба да ви извадам слики, црни столбови над градот се гледаат од попладне секоја вечер преку ноќ. Цел град мириса на производите што ги произведува таа фирма. Не сакам да ја споменувам, ако кажам што произведува, ќе ви стане јасно. Не само што граѓаните реагираат, Фејсбукот, мојот Фејсбук е што поголем дел од пријателите ми се со граѓани велешани, преполне со фотографии од различен агол, од различен аспект на тие црни столбови, а фабрикава е среде град, не е нешто далеко, среде град е фабриката. Никој ништо не превзима. Никој ништо апсолутно не превзима. Јас не знам, на Твитер му пишувам на заменик министерот Макрадули, никаква реакција. А колега ми комуницираме често. Значи, колеги сме биле 10 години, многу одлична комуникација лична имаме со него. Му пишав на Твитер, никаква реакција. Градоначалникот на Велес одржа пресконференција, кажа дека не бил информиран. Не знам што треба да биде информиран. Кога од било кој агол на Велес црн столб секој ден се гледа. Ништо не се превзима. Така да, јас стварно би замолил. Ние секоја година зборуваме за загадувањето, ама зборуваме од средина на октомври до средина на март. Не сваќаме колку всушност сите сме неодговорни, заради тоа што, вие сте доктор, господин Мануиловски, може да предпоставиме колку пари троши Фондот за здравство како последица на загадувањето. И колку поевтино би чинело државата ако инвестира во заштита на животната средина. Сигурно многу кратно поевтино е да инвестираме во превентива, отколку да инвестираме во третмани после. Да не зборувам примери од Велес, од минатото, пошто градот Велес си носи некаква тегоба како најзагаден еколошки град. Може би моите сограѓани најлесно сега се провоцираат на било какво загадување, и тоа може да се земе во предвид. Но не функционира државата. Немој да очекувате. Значи, оваа власт дојде на власт со едно од клучните ветувања беше заштита на животна средина. Тетово, Скопје, Битола, Кичево. Не само што не направи ништо, еден од колегите кажа претходно. Не само што не направи ништо, не вложи ниту еден ден, сега кај што имаше мерни станици, ги расипаа намерно да не се гледа. И го решија проблемот. Значи, ако не го гледаш проблемот, мислиш дека не постои проблемот. Колега Димовски, се работи за амандман за еко. Благодарам.